Добар ден, драги пријатели, и добро дојдоте во денешната епизода или емисија, како сакате. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на една многу занимлива тема, односно на тема зошто жените живеат подолго од мажите. Можеби некои од вас ќе речат поради инат, но како и да е, тоа е факт и тоа е вистина, и верували или не, значи во секоја единствена земја, поднебие и така натаму, жените статистички живеат подолго од мажите, и тоа во просек е од прилика 5 години, а во некои држави е и повеќе, али генерално се работи за глобална статистика, за светска статистика, дека жените живеат подолго од мажите. И од една страна, што можеби тоа ние на шала велиме дека е од инат, но од друга страна има и зошто тоа е така, и има некои факти кои што се и биолошки, и од друга страна можеби едноставно жените имаат поголема свест за одредени работи за разлика од мажите. На што всушност мислам? Од биолошки аспект, да бидете женски пол, односно да бидете жена, тоа значи дека во одреден период во животот ќе искусувате циклусен период, односно тоа значи дека секоја жена со нормален хормонален баланс и со се доколку сите процеси хормонални во телото функционираат како што треба, значи дека еднаш месечно ќе има циклус. И тој циклус значи дека на жената ќе ја овозможи секој месец незината крв да се обновува, затоа што дел од крвта се исфрла, мора телото да создаде нови крвни зрнца и со тоа крвта се обновува, што е еден фактор подобар за да одложат жените било какви кардиоваскуларни заболувања, за разлика од нас мажите, кои што имаме многу поголем процент на кардиоваскуларни заболувања, инфаркти и мозочни удари. Од друга страна, хормонално гледано, кај жените има еден хормон кој што е многу позастапен за разлика од мажите, се вика естроген, и тој естроген помага да лошиот холестерол се создава во многу помали количини и помага да добриот холестерол се создава во многу поголеми количини, што на крајот на денот помага да жените имаат повторно помали шанси за било какви кардиоваскуларни заболувања, за разлика од тоа тестостеронот кој што го имаме мажите во многу поголеми количини, значи дека тој хормон промовира многу полесно создавање на лошиот холестерол и многу потешко создавање на добриот холестерол, што повторно помага за добивање на било какви кардиоваскуларни заболувања. Од друга страна, што е исто вистина, жените имаат многу поголема свест за тоа да живеат малку поздраво и поактивно. Многу често они се луѓето кои што или членовите од семејството кои што повеќе се замараат на делот на изглед, на здравје, на здрав и активен начин на живот, повеќе посветуваат внимание и време за себе, за разлика од мажите, и со тоа на долг рок си придонесуваат да можеби се одложат било какви здравствени проблеми. Од друга страна, ние мажите знаеме често да се запоставуваме и да не ни е гајле како изгледаме или дали имаме вишок 20-30 кила, а имаме можеби некои други приоритети, а многу често и поради нашето глупаво его и машкоста знаеме да се докажуваме и да можеби посегнуваме и по многу различни пороци кои што на долг рок носат многу поголем стрес за телото и на ниво на физички стрес и на ниво на тоа да можеби понекогаш тие пороци можат да не одведат во насоки кај што може животот да се го направиме тотален хаос и да едноставно заврши тоа и со несакани последици. Уште неколку факти кои што се повторно вистина е тоа што жените многу немаат страф да зборуваат за своите проблеми и здравствени, и тоа многу повеќе им помага за да кога можеби ќе отидат на доктор или кога ќе почувствуваат некаква промена во своето тело, веднаш да се јават на доктор и отворено да зборуваат за своите проблеми, за разлика од тоа повторно ради нашето глупаво его и машкоста, ние мажите често знаеме да можеби одреден проблем, иако ни е страф и имаме поголем страф од жените, да често не одиме на доктор и да со тоа можеби бидеме мажи и со тоа да си го храниме своето его дека
ете, не плачам јас при првиот проблем и не секогаш кога ќе ми се јави можеби некаков проблем, веднаш ме фаќа страв и така натаму, тоа е едноставно глупава машкост и тоа се некои работи кои што се факти и зошто ете жените живеат подолго од мажите. Во Македонија мислам дека таа бројка некаде е 4 до 5 години, жените живеат подолго од мажите. Исто така хроничните заболувања кои што се присутни и кај мажите и кај жените се поразлични. Во статистички гледано тоа значи дека жените многу во поголем процент хронично заболуваат од артритис, од остеопороза, од можеби рак на матка, на гради и така натаму, но тоа повторно се хронични болести кои што не секогаш знаат да бидат опасни по живот, доколку се превенира на време, особено зборувам за канцерогените. Од друга страна, ние мажите сме многу подложени на кардиоваскуларни заболувања, удари, инфаркти. Нашите канцерогени заболувања се најчесто на дебело црево и на бели дробови, што по автоматизам носат многу поголем ризик за смртност. И тоа се некои факти кои што се реални, не е дека одинат живеат жените, иако постои такво верување и на шала можеме слободно да го кажеме, но во секој случај тоа е факт, тоа е вистина и тоа се некои причини кои што еве ги наведов и поради кои што жените не надживуваат нас мажите. За оваа епизода денеска завршувам, се надевам дека добивте интересни факти, информации и вредност. Користете го хаштагот и можеби потсетувајте ме за одредени теми кои што вас ви се интересни и од кои што сакате да ги дознаете одговорите, или контактирајте ме во инбокс и јас ви благодарам за цела интеракција, за цело одвоено време и за внимание. Се гледаме во следната епизода и до тогаш ви посакувам здрави животни навики. Убав ден. Чао!